Веројатно како секој нормален човек би се чувствувал, така и јас, чувството е непријатно. Но секако е обврска, како секој граѓанин, повикан да сведочи, да дојде, согласно законот и да го изврши тоа што е граѓанска должност. Јас бев повикан да сведочам, дојдов, сведочив и секако немам нешто посебно да додадам или одземам во тој дел, заради тоа што не им е лесно на овие луѓе внатре кои што се обвинети луѓе, не би сакал јас дополнително да додавам нешто. Зошто сте убедени дека немале храброст да ве убијат? Дури и оној кој што е осомничен дека носел оружје ве прашуваше дали сте убеден во тоа, дека не е храбар. Председател на влада сум, зборував за тоа внатре во судот, не би зборувал јавно, заради тоа што мислам дека не е потребно јавно да зборувам за тоа. Од причини што Македонија оди напред, живее едно ново време, поразлично, од 27 април 2017 година, така да ниту граѓаните би сакал да ги навраќам на тој момент, ниту јас би сакал да се навраќам на тој момент. Ги чувствувате ли прашањата како закани? Се закани јавно. Значи, останам доследен да не навлегувам во суштината на тоа што беше внатре разговарано, заради тоа што мислам дека нема потреба. За вас чудно што се уште организаторите не се откриени? Тоа е оврска на истрагата, веројатно можеби судскиот процес нешто ќе утврди или не знам. Како и сите граѓани, така и јас чекам разрешница на овој случај. Ако има докази за таа работа, веројатно тоа ќе се утврди. Ако нема докази, веројатно ќе се продолжи со истрагата. Јас не можам да кажам ништо повеќе од тоа што стварно таму го кажав на сите прашања и на обвинителот, и на одбраната, и на судот. Премиерот на одбраната и дефинитивно е дека се обидуваат да докажат дека народот влегол внатре само заради револтот на начинот на кој што избран председател на собрание. Вие денеска бевте шкрт внатре во судот. Сакавте ли тоа да го соопштите на пресконференција? Вие само кажавте дека беше прекинат. Само јас да ја потсетам јавноста во тој дел, да не громорозните слики ги враќаме назад, туку 30 и неколку дена собранието беше блокирано. Собранието донесе одлука согласно устав, закон и деловник и со мнозинството од пратениците избра председател кој што понатаму логично очекуваше да биде објавен во службен вестник. Таа е процедурата на секаде. Тоа се случи во единственото возможно време кога тоа може да се случи. Дебатата дали требало за време на паузата на парламентот да се направи или не е секако излишна заради тоа што со деловник паузата деловничка е пауза за пратениците за одмор и ручек. И ако тогаш секако парламентот работи и гласа, тоа може да биде апсолутно неделовнички, односно со деловник утврдена пауза не може да ја користите за носење на одлуки. Апсолутно немаше никакви дилеми дека единственото возможно време е кога завршува редовните седници на парламентот, на пленумот, а тоа е 18 часот, а пратениците во мнозинство имаат целосно деловничко право да продолжат. Тоа се случува и до ден денес када парламентот работи после 18 часот, така мнозинството одлучи да продолжи после 18 часот и донесе легитимна деловничка законска и уставна одлука за избор на председател на собранието. Ама нема запис на Други заклучуваат од страф салите. Сите дотегашни сведоци тврдат дека вие сте главна цел, главна таргет на напаѓачите. А вие денес изливате овде и тоа прошка. Оставате на потребно сведочење, овде прошка. Јас сум верни граѓанин и мене и верата и родителите мои ме учеле да простувам и сакам да простувам, заради тоа што Македонија има потреба и од помирување, Македонија има потреба и од подавање на рака, Македонија има потреба, толку колку што ни е голема, фала му на Господ, добро и тоа да биде поздружена, да биде попозитивна и да гледа напред. Но јас сум само Зоран Заев. Јас не сум ниту обвинител, ниту судија, ниту имам право да се мешам во процесите на македонското правосудство. Јас го кажав само она што го носам во мојата душа. Дали препознате овде на страна денес? Секако дека препознав. Секако дека препознав. Да.